IGPS FM Radio. Score EU goals. Добар ден на сите. Добре дојдовте на првата епизода од нашиот подкаст European Youth Community Radio. Нашата цел на овој подкаст е да разговараме за младинскиот активизам и дали и колку младите се активни и проактивни на тоа поле. Нашите денесни гости се Ива Зарева и Александар Иванов, а нашата денешна тема е дебатерството како моќна алатка за граѓански активизам. Здраво Ива, здраво Александар, како сте? Одлично и ви благодариме за поканата. Исто така и аз ви благодарам премногу за поканата. Задоволството е наше. Па дали ќе може да кажете нешто за вас? Колку години имате, од каде доаѓате, што сте по професија, за вашето хоби? Најпрво на сите слушатели им посакувам убав ден. Јас сум Ива Зарева, средношколец кој уште на самите почетоци на средното образование си има втурнато во водите на младинскиот активизам при неформалните организации, за да после неколку годишно учество во истите се стекнам со статус на предавач по дебат и медиумска писменост. При тоа сум голем љубител и толкувач на општествено-хуманистичките науки, со што луѓето често ме карактеризираат како голем филозоф. Преферирам да пишувам љубовна и социјална поезија и проза, а незаситно хоби ми е патувањето со целиот спектар искуства кој самото со себе си ги носи. Ти благодарам, Ива. Александар? Јас сум Александар Иванов и јас сум доаѓам од мало градче кој што е исто така Кратово. Имам 18 години и исто така и мене ми е да изјавам дека ми е чест да бидам предавач по дебата. Мило ми е што имаме вакви млади ентузијасти како гости во нашиот подкаст. Колку што сум запознаена, вие иако доаѓате од мало место како што е Кратово, тоа вас не ве спречува да бидете проактивни млади кои промовираат дебатерство како моќна алатка за активно граѓанство. Како се одлучивте да формирате дебатен клуб во Кратово? Ива? Дебатен клуб во Кратово посел уште порано се до моментот на привремена пауза, која беше прекината минатата година од страна на предавачите пред нас, за да оваа година ние го возобновиме правејќи целосна ревизија и вметнувајќи повеќе новитети во истиот. Ова представува посебна придобивка за Кратово, како мало место каде доста работи за жал се ограничени и се со минимален избор, така што се чувствувам гордо што раководам и работам нешто што на корисен начин може да го исполни слободното време на младите тука, како од друштвен, така и од едукативен карактер. Максимално ги споделувам искуствата и знаењата кои не се учат во училишните клупи, со цел да ги поттикнам останатите да станат неконформисти и да го искористат сето тоа што извира од неформалните активности. Ти благодарам, Ива. Навистина, дебатерството е една моќна алатка која што е неопходна за да се расшири младинскиот активизам и да се слушне гласот на младите. Па свесни сме дека Кратово се соочува со иселување на младите, односно одат во поголемите градови со цел да просперираат. Па затоа ме интересира колкава е заинтересираноста на младите за дебатирање во Кратово. Александар? Заинтересираноста, за разлика од претходните години, расте. Сепак нема се уште некоја драстична бројка која што може да се докаже дека е навистина нешто што во градот се случува, како да секој да сака да биде запознат со ова, но ова може да представува една мала искра која што потоа ќе може да се разбури помеѓу децата. Секако дека и нивната заинтересираност за да учествуваат во дебатниот клуб е многу голема. Тоа е прекрасно да се слушне. Дали може да објасните, сигурна сум дека нашите слушатели се заинтересирани, како се одвива една дебата? Каков е текот на една дебата? Какви формати постојат? Колку тима? Улогата на судиите, на учесниците?
За разлика од дебатите кои ги водиме во приватна и јавна сфера, овие дебати се од компетитивна сфера, а тоа значи дека се одвиваат во контролирана атмосфера, гарантира фер дискусии со одветна структура, имаме ограничување на конфликти од одлука од страна на судии. Што се однесува до форматите, имаме повеќе формати, како британска парламентарна дискусија, Lincoln Douglas формат и World Schools форматот на кој и се одвиваат дебатите во Младинскиот образовен форум. Сега да кажам нешто повеќе за тој формат на кој ние дебатираме. Имаме два тима, афирмација и негација, по тројца дебатери и сите зборуваат по 8 минути, се до краен говор, а тој краен говор нели се вика reply speech, има со цел да направи една целосна анализа како се одвивал текот на дебатата и истото тоа трае 4 минути. Понекогаш имаме а тие случаи се Iron Team, дека имаме по двајца во тимот и тие паралелно си ги менуваат улогите на дебатирање и како што кажав, одлуката ја донесуваат судиите и целата дебата уствари самото тоа што е контролирана атмосфера ни кажува дека имаме надлежни, тоа се судиите, тие ја контролираат целата дебата, при што на крај донесуваат одлука за тоа тим победил. Во истите овие дебати физички напади не се дозволени и исто така и психички, значи не се дозволени никакви навреди, туку само имаме аргументирана дискусија. Ти благодарам, Ива. Значи јас од лично искуство можам да кажам дека имам искуство со дебатирање, но само од страна на учесник. Па Александар, дали можеш да ни кажеш што ја представува за тебе поголем предизвик? Да учествуваш во дебата како учесник или како судија? Па за мене поголем предизвик можеби за нијанса тука ќе може да се одвои да се биде во улога на судија, бидејќи со оглед на тоа што учесникот, односно дебатерот, треба да го спрема говорот, заедно со неговиот тим и да излезе, да знае да се снајде исто така што да аргументира, како да ги произнесе аргументите и како да ги побие аргументите, па дури да го одржи reply speech-от, е можеби исто така тешко, но да се биде судија е малку повеќе challenging, како што може да се каже, бидејќи судијата треба да ги слуша и двата тима и на крај да ја донесе одлуката која што тој мисли дека тој тим би требало да победи. Ти благодарам, Александар. Тоа се две различни ситуации, две различни улоги кои сами по себе си носат различна одговорност и различна подготовка. И јас сум сигурна дека вие умешно се снаоѓате и во двете улоги. Па дали сакаш да ни кажеш, Александар, кои придобивки ние ги имаме како дебатери, како идни дебатери? Како идни дебатери, придобивките со кои што ќе можете да се стекнете се едни кои што ќе можете цело време да ги надградувате, а тоа се да имате повеќе доврба, односно да имате верба во себе и во своите исто така надпреварувачи кои што се љубопитност, исто така за истражување, да имате свое критичко размислување, комуникација, контрола, креативност, исто така да стекнете другарство и пред се едно од најважните вештини е лидерството. А вештини кои што исто така ќе можат да ви користат во целиот живот тоа се вештините кои што ќе можете да ги развиете. Последниот пример. Да развиете одлични вештини за критичко размислување со тоа што ќе имате одлични устни и писмени комуникацијски вештини, да имате ефективни алатки за истражување, презентација и организација, да развивате стратегии за надминување на стравот од јавно говорење, да откриете што е вашата желба да чувствувате на сите академски часови, исто така и самодоврбата да ви биде многу поголема. И тоа би сакал да го кажам како едни од најважните придобивки од дебатата. Ти благодарам, Александра. Се надевам дека нашите слушатели внимателно слушаат и дека после сите овие придобивки нивната желба за дебатирање ќе дојде до поголем израз.
бидејќи мора да привршиме уште малку со епизодата, дали ги охрабрувате вие младите луѓе активно да се вклучат во дебатирањето? Што би им порачале? Апсолутно, целосно ги охрабрувам сите да се вклучат во дебатирањето и во главно во целиот младински активизам, затоа што пасивноста не е решение за сите социјални проблеми на кои ние секојдневно наидуваме. И особено се чувствувам гордо што имам направено многу луѓе од пасивни да станат активни со самото мое промовирање на сето мое искуство, кое не застанува тука и во иднина ќе се шири повеќе и повеќе. Така што и да постигате и што и да правите и сакате да биде видено, споделете го тоа. И тоа не е од статус вие да се воздигнувате себе си и да се фалите што имате направено, напротив, тоа значи да ги поттикнете другите и тие да станат едноставно тие активности да им станат нешто незаситно и да не хранат своето знаење, затоа што неформалното образование е нешто што представува благослов, би кажала, затоа што тоа што мене лично ми го има дадено неформалното образование, никогаш го не во училишните клупи. А ова во превод значи, вие преку ова знаете како да држите јавен говор, развивате, како што кажа Александар, презентацијски вештини, а најпрво се градите како личност и кога ќе се изградите како таа личност што нели ќе се гради уште повеќе во иднина со вашите активности, нели не забравајте од каде се започнале, сепак секој почеток е тежок, меѓутоа на крајот на денот треба да бидете да заклучите дека со вашето активирање сте стекнале статус како започет. Ти благодарам, Ива, за прекрасното излагање. Се надевам дека оваа порака ќе добре до нашите слушатели, дека ќе ги потикне да се вклучат поактивно во дебатерството. Александар, дали ти имаш нешто за крај да изјавиш за идните дебатери? Јас исто така ги охрабрувам сите дебатери или сите оние кои што сакаат да станат дебатери, да се привржат на дебатниот клуб и од интровертни личности да станат екстровертни и се тоа на како Ива што кажа дека секое знаење кое што е стекнато од неформалното представува благослов и не може да се научи во училишните клупи, секогаш ќе може да се најде добро дојдено во животот. Ти благодарам, Александар, благодарам, Ива, ви благодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека нашите слушатели ќе бидат охрабрени, мотивирани и инспирирани од вас за да се пробат како дебатери, бидејќи придобивките, освен личните, така и општествените се големи. А вие, драги слушатели, останете со нас и за наредниот подкаст, во кој исто така ви ветуваме интересни гости со инспиративни искуства и приказни. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам убав ден. Ветруве пак, секој следен момент го заборавам. Ако продолжи, полудам, сакам, не сакам и не ме прашува. О, да, дур не паднаме колена и не ме остава. О, да, и кога нема потреба ти пак продолжуваш. О, да, со замисла, секој истрел твој во глава пробива. Пробувам да одбијам, но веќе касно е за да се откажам. О, да, дур не паднаме колена и не ме остава.
чекор за чекор ти ќе ме совладаш и да пробувам да избегам, пак сме чекор за чекор ти ќе ме совладаш. О, да, 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 дур не